Во блокот во 9 часот во Македонија наутро, многу ми е драго што ќе го започнеме на тема која што денеска не е навистина актуелна, денеска ни е роден ден, Македонската радио телевизија 78 години постоење. По тој повод го поканивме да го подсетиме на неговите денови, а и вам исто, драги наши гледачи, да ве подсетиме на добро познатиот глас, стас, држење. Особена гордост и чест ми е што ќе имам од другата страна можност да поразговарам со доајенот на македонското презентерство, Благоје Крстевски. Добро утро. Добро утро и добро утро за сите ваши гледачи. Благоја, искрено ќе кажам дека над 20 години можеби ја работам оваа работа и сум заборавила кога последен пат сум имала трема. И сега имам трема. Нема потреба, нема. Да, вашиот глас ме подсетува на едно време кога се воодушевував како на вашата дикција, став, држење, на вашата работа, која што значеше на вистина остави една историја, еден белег, доајенот на македонското презентерство. Верувам дека тоа да го достигнете, тоа признание, многу работа требала. Па, без работа ништо не се постигнува, нели? Сега гледате кога сте на екранот и вие. За да се дојде на екран, пред микрофон, и телевизија, и радио, и електронски медиуми, сепак кандидатот треба да се подготви малку. Знаете, тоа исто е како некој момче што игра многу добро фудбал, а не тренирал, па нема сила да издржи еден надпревар. Учењето на право говор од почетокот на кандидатот кој е примен во електронски медиум е многу значајно. Значајно е за неговиот изглед, неговата фигура, значајно е за неговиот глас, за неговата дикција. Значајно е бидејќи тој влегува во домовите на луѓето. Во тие домови има луѓе најмали и постари луѓе. Од 7 до 77. Па и повеќе, така велат народски, не? Значи, тие луѓе го учат, посебно најмладите, мелодијата на македонскиот говор, на македонскиот збор. За да се искаже тоа правилно, достоинствено и да биде омилен на гледачите со својата дикција, да не ширам сега многу, едноставно со културата на говор. Со ставот, со тоа се вика култура на говор. Да. Тоа е многу значајно. Благоја, како го одржувавте тоа со годините? Како не влеговте во нешто што сега е секојдневие и се почесто се претопуваме во скопскиот жаргон? Тој не постои сега, постоел од секогаш. Не дека во вашето време не постоел. Како го одржувавте тоа? Тоа уличниот говор, што викаме ние децата игравме надвор и се зборувавме, нели? Место рака, рука, така натаму. Тоа е една работа. Диалектите се едно, а литературниот јазик е нешто сосема друго. Диалектот може да се употреби повремено. Некаде, за да се насмее човек, во некоја приказна и така натаму, сега да не шириме. Меѓутоа, диалектот да се употребува катадневно во емисии, во серии, не е важно кој диалект, па не е убаво сега вие постојано на некој диалект, постојано говорат во серијата, во емисиите, артистите или гостите и така натаму. Јас мислам дека со тоа се врши малку тероризирање на литературниот јазик, на литературниот говор. Има деца, слушаат и така натаму. Тоа е еднината. Значи, тоа може да биде, али сепак да има повод нешто за тоа, некоја
некој збор и така натаму да се каже. А вие како го одржавте со годините зборувањето на македонски литературен јазик? Многу ли читање, работа? Како изгледаше вашиот работен ден? Навистина многу ме интересира за времето кога вие работевте, бевте работно активен во Македонската радиотелевизија. Како се работеше тогаш? Наспроти, јас можам за сега да ви раскажам. Како е сега? Видете, говорникот учествува во разни емисии. Дали се тоа документарни, дали се тоа репортажи, дали е тоа некој осврт. И да не набројувам сега многу. Секој си има свој пристап кон тоа. Значи, тој што тоа го чита или го кажува, треба да знае што чита и што кажува. Треба да се однесува како што треба да се однесува за тоа. Сега, што се однесува до информативните емисии, сега малку и театар се прави, знаете. Веднаш почнува дневник или вести, се бара нешто. Сакате да кажете со ексклузивната вест од денот, со малку поспектакуларно, некој некого нападнал негде во некој ресторан или тоа иде како прва вест, има жртви или нема жртви и така натаму. Овие што говорат презентери, не сите, некои. Да. Нас ни беше забрането на времето од постарите да акцентираме. Има стотици жртви, акцент да се става на тоа, да се каже, тоа е едноставно. Да не се прави превише. Значи, постоеле правила како се пренесува веста? Како тоа, како се пренесува? Правила како се пренесува веста, без акцентирање. Значи, да се разберење. Реков, нема што да се акцентира. Не може, таму кај што пишува дека таму и таму имало поплава, да се каже, имало поплава и така натаму, сега се ствара нешто. Народот си мисли што е ова, а не е ништо. Што и каде се случило? Доколку сега ве навратам на еден ваш работен ден, кога ќе влезевте во Македонската радиотелевизија, каде се упатувавте? Како ви изгледаше работниот ден? Па каде се упатува? Едноставно кафе со колегите? Едноставно одев во, ако е тоа дневник, навечер, нели, одиш во дневната информативна редакција, да видиш кои што материјали има, како се поделени, кој што ќе каже и така натаму. Ако има можност да се прегледа некој ако е готов. Ако не, се воведе едно време, тоа време почна да го воведе читањето од камера, ние го викавме идиот, не знам вие како го викате сега. Се уште, да. Сега некој ќе прашаше зошто идиот. Па затоа што од паметен човек прави идиот, знаете. Ние инсистиравме да го имаме текстот што оди на камера, да го имаме и пред нас. Добро. Во случај ако техниката затајуваше, ќе застане текстот и си се гледаш, а не знаеш што ако го немаш текстот. Да. Зашто тоа не е некој слободен говор, тоа е извештај од собрание, не можеш да додаваш ти што сакаш и така, или од влада и така натаму. И затоа го нарекувам идиот, бидејќи од време на време знаеше да закочи, ама текстот го имавме тука, па ќе наведнеме главата и ќе најдеме каде сме и ќе до каде сме, да. А сега не знам дали има такви. Мислам дека си уште го користат колегите. Благоја, вие бевте дел од школата на Македонската радиотелевизија. Јас многу ми е криво и често го кажувам тоа, што не сум имала можност да ја поминам таа школа, но фала му на Бога што ги имам колегите кои што ја поминали, работеле со вас, па имаме коректив на дневна основа. Како изгледаше таа школа на Македонската радиотелевизија? Тоа време имавме слобода од нашите одговорни во Македонската телевизија да организираме аудиции. Дали за презентери, дали за... Тоа време имаше и најавувачки на програмата. Добро. Тоа беа студентки. Девојки што се на факултети кои не им пречи 5-6 сата во денот или во 3 дена или во 2 дена да дојдат на телевизија и да ја кажат програмата. Или да најават нешто интересно
во некоја емисија или така натаму. На тие аудиции, памтам, во Нерези, кога бевме, Добро. во една имаше 700 кандидатки. Да. Овде во македонската телевизија имаше по 200-300. Повозрастните овде што не се во пензија знаат, ходниците беа полни со кандидати. Ако беше за презентери исто така. Добро, од 200-300, колку избиравте? Па добро, не можевме да ги одбереме баш тогаш сите. Ние ќе одбереме 15-тина, 20-тина. 15-тина? Да, ќе одбереме и сега тие ќе дојдат еднаш два пати да се увериме кој што и од нив ќе одбереме 5, 6, 7 да ги вежбаме. Значи, строги биле правилата, кој сме и како треба да се појави на телевизија. Па сега од тие 5, 6, 7 или 10 еве нека се нека останат, ние 2 или 3 ги повлекувавме за постојано кај нас. Кои што поминуваат тие како обука? Па реков право говор. Број 1. Вежби за право говор. Значи, прво вежби на вилицата. Да ги размрдаме, зашто младите едноставно не беа баш добри во говорот повеќето. Па дишење. Па после акцентирање одредени зборови секој ден по 2-3 пати ќе го испраиш еден кандидат и тој веќе си врзува во умот негова дека таму тој збор така треба да се акцентира. Да. И ние, например, сега слушаме, воопшто не се внимава на тоа. Акцентот, посебно на презимињата, кај се става. Сега да не кажувам примери. За денеска, во денешно време, многу лесно се доаѓа пред ТВ екраните. Наспротив времето кога постоеле корективи, ама вистински не можел да се појави било кој. Затоа, ние помладите, вас и вашите колеги, и во денешно време ве доживуваме како звезди. Затоа што на вистина сте оставиле траг, сте оставиле белег. Денеска, кој е вашето мислење во поглед на тоа, и ве прашувам во контекст на тоа дека малку се изместени работите. Ако си пред ТВ екраните, ти треба да бидеш актуелен и на социјалните медиуми. Колку е тоа? Иде рака под рака. Нашето време, тоа беше друго време. Ај сега да се навратам и ајде да направиме споредба. Да. Видете, ние бевме тогаш една телевизија. Тоа беше само македонската телевизија. Да. Да влезеш во куќата, беше многу тешко. Да. Затоа на тие аудиции доаѓа толку луѓе заинтересирани, а ние имавме строги мерила. Немаше никаква протекција. Ама никаква. Кога го одбравме Александар Деловски, тој сега не работи оваа работа, меѓутоа беше многу добар презентер, се појавија 290 кандидати. Од 290 еден се избра. Еден него го одбрав. И така, после саат време кога заврши аудицијата, се јавува генералниот директор, не да ургира за некој, ме прашува, вика, Благоје, да те прашам, ми досаѓаат за ова име, дали е одбрано? Не е, викам, одбрано. Што направите за ве завршиме? Колку одбравте? Еден. А, мамбе, вика, од 291, толку е. Сакам да кажам, имавме не престроги, но сепак баравме нешто што е навистина ќе одговара за улогата што има македонската телевизија во тоа време. Може би тоа недостасува денеска. Тие строги правила. Сега гледам дека општо земено во етерот. Сега гледаат ако има некоја убавица од улица да ја соберат и да ја стават веднаш ни вежбање, ни како зборува не ги интересира. Таа нема везка со зборење, со говор. Нема ни дикција, нема, ама таа важна е убавица, нели? Ама тоа пресудно ли е само да бидеш убав? Па сега за некој е пресудно. Ама знаете што, граѓаните се најголемите критичари и најопасниот критичар. Тој знаете како лесно може да ви изфрли. Или вие велите влегуваме во домовите. Може да ти ја отвори вратата лесно. Граѓаните од секогаш биле тоа. Од секогаш.
То се гледачи кои седат покрај малите екрани и нив, тие се навикнати, посебно повозрастните, на добар говор. И кои ќе видат дека на глас. И слушнат, па сега кои ќе Кога не се разбира што рекол, не дорекол, ништо. Ајде, пријатно со здравје, и никој не реагира за тоа. И сега треба тука малку подалеку да одиме. Кај се институциите кои се одговорни за тоа. Не е само организацијата или не знам таму некое уредништво или да не набрајам сега, одговорни за јазикот и за говорот. Одговорноста е кај институциите од озгора па надоле. Тие имаат и советници, имаат и луѓе кои знаат што е добар говор се. Јас не знам зашто тие не реагираат. Треба да се реагира таму каде што е потребно. Не да ги казнуваат луѓето. Па еве, па не мора, например, тоа да одат некои да плаќаат некакви суми за да вежбаат таму луѓе. Па еве им студенти имаат на македонски јазик од трета, од четврта година. Убаво го спомнавте ово. Кои тоа еве да направат неколку викенди таму во тие електронски медиуми и тие, ако не друго, 50% е завршиле работата. Нема да има толку грешки, нема да има такви лоши говори. Зашто ќе се запази мелодијата на македонскиот литературен јазик. А тоа е многу добро. Многу. Убаво го кажавте, тој инсистирав да Јас ќе ви кажам, сум го кажал тоа, кога млад бев и бев во Бихач, така? во Босна и Херцеговина, тоа беше 70-тите години. Бевме таму една екипа од македонската радиотелевизија и секој од нас таму, јас бев водител на македонски, така? Имаше на српско-хрватски, на словенечки и секој од нас си кажуваше по некоја најава, знаете. И сега јас излегувам, а режисер беше прочуен, еден вјечник, Вјеко Африч. Строг човек, режисер. И јас си читам една реченица од мојот текст и он вика стоп. И јас застанав што е. Викај, Македонче, викај да повтори. И ја повторувам реченицата. И он вика стоп. Само да ви кажам, вика, зашто ме заправи. Имам толку години, вика, сум контактирал со многу македонци, али не знаев дека македонскиот јазик е толку убав, има толку убава мелодија после вашето збојување. Па сакам да кажам, луѓето знаат да ценат. Ако не ти го знае јазикот, меѓутоа знае да цени дека добро говориш. И така и гледачите, сите тие што добро говорат, добра дикција, добра култура на говор, со сите елементи, што се труди преку целиот свој работен стаж да го одржува тој во кондиција, што се вели, тој говор и тој однос кон гледачите, знаат да го ценат луѓето. Убава порака испратите. И сега тоа, вие викате звезди. Да, ние кои работевме немаше звезди, ние се работевме нашата работа, тоа беше матева. Да ви кажам, лесно е во денешно време на нашава територија тука некој да стане под наводници звезда. Ама во вашето време и тогашните отворени граници не било едноставно да се стане звезда. Тоа знаете, тоа беше сепак одевме и надвор од нашава Република Македонија. Одевме во Србија, во Словенија, во Хрватска, на разни фестивали, концерти и така натаму. И секогаш си говоревме на македонски. Они зборуваа на нивниот јазик. Имаше по еден презентер, спикер, како сакате кажете го, од Љубљана, од Загреб, ако е од Загреб, нема од Београд и така натаму, или од Београд, нема од Загреб, еден од Сараево, ние македонците и дружење беше тоа, меѓутоа тоа се беа добри говорници што ги праќа таму. Јас сум бил многу мал кога сум бил во друштво со доајени на нивното говорно подрашје, на нивните телевизии, Мича Орлович, да не ги редиме се. За нас сте еден единствен, Благоја Крстевски,
Ви благодарам што навистина ми направивте пред се, јас ќе кажам во моје име, мене чест што имав можност да разговарам со вас. Колегите со нетрпение очекуваат да ве испоздрават и да се видат со вас денеска. Посакувам не само за роденденот, да се гледаме почесто. Ви благодарам што дојдовте денеска. Јас ви благодарам на поканата. Уште еднаш нека ние со среќа. Да, среќен роденденот, да си доживееме јубилеј, радиотелевизија нешта. И поздрав до сите гледачи. А овој глас останува врежан во секој дом, да знаете. Благодарам.